се заблагодарам за големиот интерес за следење на овој вебинар. Жал ми е што ограничен е бројот на учесници на 100, меѓутоа ќе имате можност истиот да го проследите, бидејќи и тоа морам да ви соопштам, вебинарот се снима. Истиот ќе може да се проследи оноку пати колку што сакате или да се сподели откако ќе биде објавен на нашата YouTube страница на училиштето, на Основното училиште со ресурсен центар доктор Златан Сремец и како на страницата во рамки на Еразмус проектот Секјурар, во рамки на кој и се реализира овој вебинар. Мислам дека во интерес на времето може и да почнеме. Најнапред да се представам. Моето име е Марија Делетич и дел сум од проектниот тим кој го реализира проектот Секјурар, односно проект кој што има за цел да создаде еден практичен хаб кој што може да го користат, дигитален предсек, кој што може да го користат наставниците, учениците, родителите и сите оние стручни лица кои што работат со ученици со попреченост во својата секојдневна работа. Предлагам да почнеме. Само ве молам, кажете ми дали можете да ја следите презентацијата. Во ред. Уште еднаш добре дојдовте на вебинарот на тема како можеме да го направиме образованието поинклузивно и поправедно. Сметавме дека токму вчерашниот ден е соодветен за да се реализира овој семинар, меѓутоа и самите знаете многу настани, многу иницијативи, многу работилници кои што се случува и сметав дека нема да биде фер кон сите вас кои што сакате да бидете дел од одбележувањето на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост, да можете да го проследите и овој вебинар. Овој вебинар е на тема како можеме да го направиме образованието поинклузивно и поправедно. Сметам дека многу се коментира во последно време и сите сме свесни за тоа колку сме инклузивни, што е инклузија, како можеме да се подобриме, знаеме ли на кое ниво на инклузивност и самите како личности сме и институцијата во која што работиме, нели и секако заедницата или земјата каде што живееме. Прашања има многу, меѓутоа не можеме на сите да дадеме одговор. Ни останува единствено да работиме и да се посветиме да бидеме што подобри и што поефектни и ефикасни кога се однесува на инклузијата и инклузивните практики. Неколку зборови за проектот. Овој проект има за цел да ги подобри компетенциите на наставниците во инклузивното образование и дигиталната педагогија низ цела Европа, преку создавање на центар за онлайн ресурси за учење, спроведување на интерактивни вебинари и олеснување на врсничкото учење, менторството. Проектот има цел подобрена инклузија и разновидност во училишните средини. Проектот ги поттикнува училиштата, едукаторите и сите чинители за заедничко справување со предизвиците на национално ниво во инклузијата преку размена и знаење и ко-креирање на ниво на Европска унија. Партнерството е сочинето од 6 различни организации, институции
кои што преку работата во овој проект ќе ги обединат практиките пред се. Знаеме дека од витално значење ни се искуствата и добрите практики од земјите, меѓутоа многу е битно истите да се систематизирани, да можеме да ги најдеме, нели, лесно да ни се достапни, односно да бидат сите на едно место. Токму и тоа е целта на една од целите на овој проект. Покрај, како што реков, подобрување на професионалните компетенции, инклузивните практики, има за цел и да ја подобри дигиталната писменост и стратешката употреба на информатичко-комуникацијската технологија, како и да обезбеди онлайн центар на алатки и ресурси. Тоа значи дека на веб страната на проектот ќе можете по завршувањето на проектот да ги најдете на едно место синтетизирани сите алатки и ресурси кои што се покажале како лесни и ефикасни за имплементација од страна на партнерските земји учеснички. Значи, организациите и училиштата партнери од овој проект се или инклузивни редовни училишта, или посебни училишта, или организации кои што работат во областа на човекови права, во областа на лобирање за лицата со попреченост воопшто, така да имаат искуство нели во однос на тоа што значи добра практика. И целта е секако да бидат истите споделени. Знаеме дека колку и добри практики да има, доколку не се систематизирани, лесно достапни и видливи, истите не ни се многу од корист. Ова е еден од серијата вебинари, значи секоја земја учесничка од 6 партнери, тоа се организација од Австрија, редовно училиште од Латвија, исто така една организација од Турција, посебно училиште од Романија и едно редовно училиште инклузивно во Шпанија. Сите ние, значи, имаме за задача да организираме вебинар во својата земја, каде што ќе ги промовираме, нели, добрите практики од проектот, меѓутоа ќе разговараме и за денешната тема, како да го направиме образованието поинклузивно и поправедно. Овде може да ги видите сите вебинари. Првиот се однесува на вклучувањето или инклузијата, заблуди и митови, училишна култура за инклузија, зајакнување на инклузијата во училиштата, праведност и инклузија во образованието, нашата денешна тема, рамки за социообразовна инклузија и позитивни бихевиорални интервенции. Исто така, снимки од овие цела серија вебинари ќе може да најдете на веб страната на проектот. Целите на овој вебинар, односно денесната наша тема е како да го направиме образованието поинклузивно и поправедно. Значи, не зборуваме за и инклузивно и праведно, туку поинклузивно и поправедно. Со оглед на фактот дека во нашата земја легислативата е технички и на документ многу широко инклузивна, меѓутоа да видиме дали е праведна и да видиме како ние можеме да бидеме поинклузивни и поправедни во однос на децата и лицата со попреченост во секојдневното функционирање. Цели на овој вебинар се да ја разбереме важноста на инклузивното образование. Сметам дека аудиториумот и како ја разбира, инаку не би бил тука, да ги препознаеме бариерите во постојниот систем, да ги представиме принципите на праведност во образованието и да споделиме практични стратегии за инклузивна настава, како и да разгледаме успешни примери и алатки од работењето на Основното училиште со ресурсен центар доктор Златан Сремец, кој ги секако ги споделува со партнерите во овој проект. Ќе говориме за стратегии за унапредување на инклузивното образование, за јакнење на знаење, вештини за создавање на рамноправни можности за сите ученици, размена на практични примери и поврзување со клучните ученители во образованието и човековите права. Што значи инклузивното образование? Сметам дека значењето и толкувањето на инклузивното образование за жал кај нас е строго индивидуализирано, меѓутоа постојат, како што самите знаете, многу дефиниции, многу толкувања и сметам дека сублиматот на сето тоа би значило образование достапно и пристапно, че ние зборуваме за пристапност, многу е актуелна темата,
Пристапноста е физичка, инфраструктурна, одредено помагало и така натаму, меѓутоа пристапноста и достапноста се две различни теми на кои што би требало да дискутираме, така да образованието е инклузивно доколку е и пристапно и достапно. Ако сме го направиле пристапно образованието, не значи дека е и достапно, или ако е достапно, не значи дека е и пристапно. Секако прифаќање на различностите кои не се само видливи, односно може да бидат телесни, когнитивни, социоекономски, од најразлична потекло, и учениците учат заедно со прилагодување на различните потреби. Значи не е вклучувањето само техничко или физичко вклучување, односно вклучување на учениците кои што имаат различни потреби во училница, туку и прилагодување на тие различни потреби, и секако значењето е во фокусот на потенцијалот, а не на ограничувањата. Сметам и дека како земја и како систем и како луѓе кои што се уште се борат со стигмата, имаме и како да работиме на ова поле, односно да се фокусираме на можностите, на потенцијалите, а не на ограничувањата. Сите сме свесни зашто е важна инклузијата, ги подобрува академските резултати, го намалува стигматизирањето, зајакнува чувство на припадност, развива емпатија и социјални вештини и обезбедува одржлива социјална интеграција. Зошто зборуваме за одржлива социјална интеграција? Затоа што кај нас сметам дека во системот, и тоа го покажуваме како земја, се уште работиме на социјална интеграција. Следната наша цел и следниот чекор ќе биде и социјалната инклузија како таква, со оглед на фактот дека учениците и децата со попреченост, кога ќе достигнат одредена возраст, и кога ќе завршат фазата на образовна инклузија која што е толку значајна и целиот фокус е на истата, ги чека фазата на социјално вклучување, односно фаза на излегување на пазарот на трудот, покажување и прикажување, презентирање на сите оние компетенции, вештини и знаења што претходно ги стекнале додека биле во фазата на образовна инклузија, а на тоа како држава ќе се сложите дека мораме да поработиме. Меѓутоа, како што кажав, што застанува на патот и кои се бариерите за ефективно и ефикасно инклузивно образование, односно образование што е пристапно, достапно и прилагодено на потребите на различните потреби на учениците. Секако тоа се системските бариери, институционалните бариери и најважно од се индивидуалните бариери. Со оглед на фактот дека се уште сме пристрасни, имаме страф од различност и имаме отпор кон промени. За жал, по сите истражувања, индивидуалните бариери се број 1 и најтешки како предизвик за надминување и секако најголема бариера за реализација или за почитување на сите принципи на инклузивноста. Институционалните бариери, системските бариери се бариери кои што можат да се решат, се бариери кои што се конкретни, се бариери кои што јас како што секогаш сакам да потенцирам, се е лесно што може да се купи со пари, односно се е лесно за кое што може да се набави средства. Ако е, инфраструктурна бариерата, ако е системска бариерата, ако немаме недостаток на ресурси, значи се решава со финансии. Меѓутоа, ставовите, пристрасноста, отпорот не можат да се решат или не можат да се надминат со финансиски средства. Тоа значи огромна работа, огромно вложување во човечкиот потенцијал и сите засегнати страни, односно човечкиот ресурс од кој зависи имплементацијата на инклузивното образование, кое што покрај вклучување треба да понуди и праведност. Ајде да видиме што е тоа што е различно меѓу еднаквост и праведност. Ние најчесто ги поистоветуваме тие два термини во нашата комуникација, меѓутоа тука е направена една дистинкција кратка, чисто да можеме да ги разграничиме поимите.
Што значи еднаквоста? Еднаквоста значи дека сите добиваат исто, фокусот е на еднаков пристап и нема разлика, значи сите сме еднакви. Еве, можете да забележите во текот на вчерашниот ден дека сите најчесто во мотото на одбележувањето на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост, го вклучуваат зборот еднакво. Еднакви сме, сите се еднакви, различни, но сме еднакви, така натаму и така натаму. Меѓутоа, што е тоа што навистина прави разлика? Она што прави разлика е праведноста, односно, наместо сите да добиваат исто, секој добива според потребите, наместо фокусот да ни е на еднаков пристап, нас ни е фокусот на еднаков успех, односно промена на пристапот се со цел сите еднакво да успеат. И секако, наместо нема разлика меѓу учениците, разликите се препознаени и поддржани. Кога еднаш ќе го сватиме сите ние, вклучени чинители, без разлика дали сме наставници, специјални едукатори, стручни соработници, образовни асистенти, родители, луѓе кои одлучуваат, дека разлика има, присутна, не сме сите исти, ја препознаеме истата, меѓутоа и соодветно ја поддржиме, само тогаш ќе имаме праведност во инклузивното образование. Кој е патот кон праведно образование и што е тоа што значи праведност? Праведноста не значи сите ученици да имаат исти услови, туку услови, како што реков, што им возможуваат еднаков успех. Овие ученици, кои што имаат посебни образовни потреби, попреченост или како сакате наречете ги, често имаат поголеми бариери. Некои се видливи, повторно ќе нагласам, некои се невидливи. Може да бидат когнитивни, сензорни, комуникацијски, здравствени или социјални. Со оглед на фактот дека бројот на учениците со посебни образовни потреби расте, динамиката не можеме да ја предвидиме, немаме како земја регистар на лица со попреченост, страната интервенција сега ја развиваме, децата со попреченост или посебни образовни потреби се тука меѓу нас, бројот се зголемува, а ние треба да најдеме начин да им помогнеме. Што треба да направиме? Училиштата да ги препознаат овие бариери, да обезбедат систем на индивидуализирана поддршка и да го трансформираат наставниот процес за да биде достапен, разбирлив и функционален за секој ученик. Ние во моментот, во нашата пракса, тоа го правиме, односно, зборуваме за ИОП модифицирана програма, зборуваме за асистивна технологија, зборуваме за избор на методи според стилот на учење, зборуваме за сензорни адаптации и индивидуализирана поддршка од образовен асистент и дополнителна образовна поддршка. Значи, нашата трансформација како систем ги препознава разликите и со дел од овие мерки и употреба на практични методи, техники и пристапи пробува да ги задоволи различните потреби на сите ученици. Овде се излистани неколку принципи на инклузивно образование, веќе на одреден начин секој од вас или во одредено време, секој од вас се сретнал со истите. Јас само ќе ги прочитам, меѓутоа понатаму ќе би сакала да се задржам на еден од нив. Како принципи се учење насочено кон ученикот, флексибилно наставно планирање, примена на универзален дизајн на учење или УДУ, нешто за кое што подоцна ќе зборуваме, актуелно е, го слушаме, нели како дизајн, како пристап кој што се употребува во работата со учениците со попреченост, претпоставам можеби некои од вас и го применуваат. После ќе имаме кратко време за дискусија, слободно може да ги споделите вашите практики, соработката секако меѓу наставници, родители и стручни служби и континуирано следење и адаптација. За мене можеби еден од најбитните принципи со оглед на фактот дека ние следиме, меѓутоа евалуацијата на тоа следење и резултатите, адаптација на резултатите од учење, методите и техниките е од исклучително значење за успешно инклузивно образование. Овде може да ги видите некои примери, некои насоки едноставно за инклузивно наставно планирање, тоа е поставување јасни и мерливи резултати од учење,
дефинирање на различни видови активности, избор на диференцирани задачи, изработка на индивидуални образовни планови и модифицирани наставни програми, поддршка преку асистивна технологија, евалуација и следење секако, формативно оценување, индивидуални картуни за напредок, кратки неделни рефлексии, состанок на тимови за поддршка, адаптација на стратегии според резултати. Ова не е ништо ново. Ова денес со еден клик можете да го најдете, нели, како литература, како совет, како насока на многу европски, на многу амерички веб страни кои што се занимаваат, нели, со инклузивно образование. Меѓутоа, многу е битно што од ова ние ќе примениме. Значи, ние не измислуваме топла вода. Тоа на сите ни е јасно. Се е измислено. Само треба да најдеме начин, време и желба истото да го примениме. Бидејќи доколку не планираме добро, резултатите или нема да бидат соодветни, или ќе бидат одложени, односно ќе ни треба многу повеќе време да постигнеме нешто што со добро планирање би можеле за многу пократко време да го примиме, а кога се однесува на учениците со попреченост или посебни образовни потреби, секој момент е важен. И сметам дека не смееме да се дозволиме како стручњаци кои што работиме со овие ученици да имаме пропусти во планирањето. Планирањето треба да биде инклузивно. Со тоа ние како луѓе кои што се грижат за образованието, како луѓе што се грижат за специјалната едукација и рехабилитација на учениците со попреченост, мораме да ни биде на прво место и секогаш мораме да поаѓаме од моментот дека добро планирање секогаш дава добри резултати. Во една од точките на минатиот слајд ја забелишавте асистивната технологија, односно планирање на наставата со помош на употреба на асистивна технологија. Знаете дека таа е дел од разумното прилагодување и согласно Законот за основно образование. Меѓутоа, асистивната технологија е широк поим. Знаете дека вклучува едукативни апликации, таблети со адаптирани интерфејси, интерактивни материјали, програми текст на говор, говор на текст, односно што преработуваат говор во текст и обратно, комуникацијски табли, односно аугментативна и алтернативна комуникација, тоа се табли кои што служат за развивање на некаква функционална комуникација и секако софтвер за поддршка при пишување и читање. Ако во минатото овие алатки кои што ги се излистани тука на слайдот, односно асистивната технологија, биле нешто недостижно, сега ги имаме достапни, голем дел ги имаме на македонски јазик, технологијата е пристапна исто така да може да се набави, а верувајте дека резултатите се навистина значајни и големи. Јас би сакала на кратко сето тоа да ви го прикажам во пракса. Еве тука може да видите фотографии како учениците кои што добиваат поддршка во Основното училиште со ресурсен центар доктор Златан Сремец, односно го посетуваат ресурсниот центар или реализираат настава по модифицирана програма, значи овие се комплексни ученици со комплексни потреби, ја користат асистивната технологија. На првата слика гледате дека користат адаптирана тастатура и апликација мислам дека е на македонски јазик. И понатаму би сакала да ви прикажам и едно кратко видео како нашиот специјален едукатор и рехабилитатор работи со ученичка, повторно ќе кажам, која што е инклузирана во редовно образование, работи по модифицирана наставна програма и на спектрот на аутизам и ја користи асистивната технологија, односно високо мотивирана е за користење на асистивната технологија при стекнување на нови поими и знаења.
А, Ова што го гледате е постигнато со употреба на асистивната технологија. Секако ова што го гледате е работа на еден, меѓутоа она што работата на еден дава резултати, понатаму истото се рефлектира и во училница.